се земе, пошто мало место таму си наши, леле, викам, овој прво гледа. А како ни тргна разговорот, ја мислам дека да почнеме уште малце вака да си подпишуваме. Ќе отишла некоја слика од дикпик куде некога мајстор Мирчето од Зелени ред. Да. И тогаш свати дека нема шо да се заварам со тоа, викам, дечко, викам, барем нешто за работа да упареше више, 30 години на мајко, или бабите како рачунаат? 29 остава, 30 зима, 31 тера. За да сватиш колку години имаш, треба корени да вадиш. Математика. И баба ми моја, ја го даш. Она сега мислија дека на овие ситна четврта деценија од животот, звучи како више у пензија дека треба да се, дека треба внуци да имам според неј за да ја прашаш. А баба ми Јагода е многу интересна жена, виш, Јагода само после. Ја у Малта исто така еден дечко и ме гледа, вика и ми покажува нешто кај него, знаеш, на телефон, вика, look, this is my daughter, this is my motorbike, this is my house, and this is my football club. А викам, окей. Викам, now me. Викам, this is my dog, this is my father, this is my bicycle, and this is my grandma Strawberry. What? Викам, Strawberry, викам. How Strawberry? Strawberry, викам. Тоа е, викам, really interesting name, па викам, interesting name. И она би кажала буквално дека, дечко, ти треба да се жениш, она ја знам што би ми кажала баба ми на мене. А ја, например, прв пат кога почнав да се занимавам со оваа работа, например, кога почнав да глумам, мислев дека ќе завршам у Холивуд, озбилно. Ама ако млад дечко на 18 години не цилја високо, боле да не ни почнува со оваа работа. И добро, јас да запишам на факултет, гледам на приемни испити колку е тешко, колку ти да влезеш, колку врски ти треба, све викам, леле, викам, кој Холивуд бе, викам, нема шанси, викам. У Србија ја да отидам некој филмче да снимам таму, представа некоја, доволно ќе биде. Запишувам ја факултет, идам прв испит, друг испит, трет, леле, тешко и таму врски да фатиш за некоја шеска, викам, не. Викам, ја у МНТ да си улегну, најдобар театар у Македонија, викам, доволно ми е. Завршувам ја факултет, сите кој каде ќе се вработува, некој се вработуваат колеги вамо, таму ја една година без работа, друга, трета, па викам, па не е лошо ни Куманово бе, мамо моја. И еве, сега сум у Куманово. Значи, како идат години, па ја ти стандардите, да не беше па Куманово у театар, кај ќе иде? У театар у Липково, да. Липковска опера и балет. Па не ли гледате таму танчерки дека имаш тоа апса таму? Значи, и тоа странски танчерки, што значи дека можеше да имам интернационална кариера. Ама МВР има нешто против уметност, против Липковска опера и балет, против култура генерално. Имаше па пред некој ден статија, вика, шокантно, МВР најде оружје и дрога во куќа во Арачиново. Па што очекувасте да најде? Збирка песни и раскази од Петре М. Андреевски. Па тој ќе најде. И еве сега сум си у театар у Куманово. И што му фали на театар у Куманово? Мислам, што ако нема грејање преку зима? Мислам, ти најболje можеш да сокриеш трема кај нас пред публика. Пошто они не знаат дали се тресеш од трема или зашто ти е ладно. Имаше еден режисер дојде прошли декември, вика, ќе правам, вика, сонна летна ноќ. Ајде бе, викам, сонна летна ноќ, да. Добро, и на крај завршува таа проба, и викам, слушај, викам, дечко, викам, абе, све окей, насловот некако е малку смешно е, викам, направиме, викам, ние за други наслови сме овдека да поставуваме, викам, Снежана, нешто, Frozen, Ice Age, такви некои работи. Па оваму, у Золошка, нешто зборат петиција дека ќе ја затварат више колку време. Ако се деси тоа, овие пингвини можете слободно да ги спратите у театар кај нас. Ако некоја месара се затвара, може имам да се чува месо, добри услови. И после вика, пиеле многу глумци као ова, знаеш, па за таква атмосфера ти ради циркулација мораш да пинеш малце, да се згрееш ако ништо друго. Вие не знаете колку се пие таму. Ја имам еден колега, апче за јетра го пие со ракија. Збора двајца колеги, тој исто, нека доручкуваше.
Ни капка.